Општините Кочани и Виница заедно имаат поднесено околу 800 барања за обештетување од пролетните мразеви, од кои најмногу за лозови и овошни насади по подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во двата општински центри. Од нив 487 поднеле кочанските лозаро-овоштари, а 300 барања виничките. Од поднесените барања се гледа дека најголеми штети претрпеле лозовите и овошните насади во отарите на селата Оризари и Бели, каде уништувањето е од 80 до 100%. По истекот на рокот за пријавување кој заврши вчера, веќе од денеска неколку комисии формирани од подрачната единица излегоа на терен за да ја утврдат штетата. Слична е состојбата и во Виничко, каде мразот ги оштети лозовите и овошните насади. Во оваа општина најголеми штети има претрпено сортата вранец до 80%, додека кај другите оштетувањата се до 60%. Најнастрадан реон е атарот на селото Виничка Кршла. Инаку во Виничко под лозови насади се засадени 320 хектари, а стручњаците проценуваат дека штетите се од зимските поларни студови и додатно од пролетните мразеви. Покрај тоа целосно се уништени 18 хектари со насади од ореви, 15 хектари сливи, а оштетување од 90% се регистрирани кај 70 хектари со вишни и 12 хектари со црешни. Слична е состојбата исто кај сиите и сливите, а како најотпорни на ниските температури се покажале бадемите, кај кои е констатирано штетување до 60%. Кај лешниците, кои во Виница се на површина од 60 хектари, не се забележани никакви оштетувања.